Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Ова видео ќе биде комуникација со вас, да ви одговорам на некои прашања и да ви споделам накратко за неодамнешното искуство кое што го имав, кое што можам да кажам било едно од искуствата со кое сум бил најблиску до смртта. Имено ми падна огромна карпа мраз на место на кое што стоев и ми беше за мене едно од најшокирачките искуства кои што сум ги имал. Накратко да објаснам за тоа, па се враќам на вашите прашања. Пред некој ден снимав за замрзнат водопад и се позиционирав некаде на средина на водопадот, камерата се ставив под мене за да го снимам уводот во видеото, затоа што се гледаше водопадот зад мене, беше убаво. Меѓутоа, само што се наместив на средина на водопадот, телефонот пред мене ми текна дека си го заборавив микрофончето, па се вратив да си го земам микрофончето и кога се вратив по микрофончето, само што се тргнав од местото, огромна карпа мраз падна таму каде што стоев, се разлетаа парчиња мраз на секаде, некои ме удрија, некои го бутнаа телефонот, меѓутоа јас бев безбеден затоа што се тргнав доколку останев на местото, не знам што би се случило, меѓутоа ете дали е Божја интервенција, дали е чиста среќа, јас не знам, меѓутоа како и да е сум благодарен на втората шанса која што ми се дава, а за тоа дали е среќа, дали е Божја интервенција, јас не знам и на тие прашања едноставно немаме одговори и нема и никогаш ни да ги дознаеме одговорите, ма колку да сакаме да зборуваме, да читаме и така натаму. Иначе си направив многу убаво чајче. Ви препорачувам и вие да си направите едно и да си го пиеме заедно во здравје и во мир. Иначе сум на ова место каде што доаѓам кога ми треба мир, а мир ми треба секогаш, и во овој немирен свет да си најдете сите мир, затоа што тоа е најголемото богатство. Јас во овој немирен свет тука си го наоѓам мирот во природа, природот наш. Затоа што кога сум во природа се осеќам како да сум со најблиската фамилија. Кога седите на некој фамилиарен собир за Божик, за Нова година, сите сте собрани, такво топло, удобно чувство има, па ете такво чувство имам јас кога сум во природа, се осеќам како да сум со најблиските роднини кои ме почитуваат и кои ме сакаат. Значи, ако малку се приближите кон природата, таа ќе ви даде многу. Јас кога си го барам мирот си доаѓам во природа, затоа што тука се осеќам почитуван и сакан. Не дека и на други места не се осеќам почитуван и сакан, меѓутоа тука се осеќа највеќе така, почитувано и сакано. Па затоа ви препорачал на сите да си го најдете мирот, дали во природа, дали во кругот на вашите куќи, фамилии и слично, меѓутоа многу е важно во овој немирен свет да си го најдеме мирот. Ете, толку се свртев некај благодарност затоа што кога ќе преживеете некоја таква случка, како што имав јас кога ми падна мразот, почињате да размислувате по-позитивно и почињате пред се да размислувате по-реално и сваќате дека немате време во животот за глупости, за мразење, за оговарање, за не знам што, немаме едноставно време. Тоа малку време што го имаме, треба да си го посветиме на мир и на љубов. Ете така, си изнезборував. Меѓутоа сакав тоа да појаснам за таа случка со вас, иначе видеата и темите ги снимам секогаш спонтано, како ќе ми почне денот така, најчесто се трудам да снимам секој ден или барем на 2-3 дена да снимам едно видео, затоа што ми е интересна таа комуникација со вас. Би сакал да можеме да седиме некаде и да се зборуваме. Јас правев работилници, се собиравме, меѓутоа последните години немам направено работилници, па се решив овака да комуницирам со вас и да си поминуваме време заедно. Сега за прашањето кое што највеќе се пројавува низ видеата, а тоа е за локациите каде што одам, зошто не ги кажувам местата.
За многу од локациите, местата ги пишувам во описот, затоа што кога сум на лице место, некогаш не спомнувам, некогаш е тешко да спомнам, да објаснам и слично, и се трудам да напишам во описот каде се наоѓаат тие места, па така под видеата можете во описот да видите каде се наоѓаат тие места, доколку јас немам кажано во видеото, некогаш заборавам, некогаш ќе ми текне на пола видео, некогаш ќе ми текне на крај и се трудам да кажам. Меѓутоа, за некои места е едноставно невозможно да опишам каде се наоѓаат, затоа што, например, местото се наоѓа 3 километри после некое село, во шума или на некој рид каде што нема ништо. Па како да го опишам тоа? Треба да ви опишам од селото, одите лево, па 100 метра, па десно, разбираш? Разбирате, многу е тешко е, меѓутоа тие се неколку само места кои што не може да се опишат каде се наоѓаат, затоа што се премногу настрана од населени места и од патишта, и во околината нема некое значајно место кое што можам да го посочам како показател, затоа што се работи за едно место на некој рид и многу е тешко да се објасни. Меѓутоа тоа се само неколку места, за другите сите места се трудам и имам дадено објаснување каде се наоѓаат. Ете, се надевам дека ви ја задоволив и во питноста околу местата и се надевам дека ќе ги посетите тие места за кои што сте пројавиле интерес, затоа што се прекрасни, како што кажав, енергетски места се, места на мир и места на кои што може да си ги наполните батериите. Така, ете, ви одговорив на тоа прашање, а доколку имате други прашања, слободно поставувате. Јас често ви викам да поставувате прашања, меѓутоа или поставувате прашања кои што веќе сум ги одговорил по 100 пати, или не поставувате. Па, ете, доколку имате интерес нешто да прашате, слободно, ете, во ово видео, во коментари, пишувам некогаш и статуси, поставете некое прашање. Од прашањата, од минатиот статус добив само едно-две прашања, многу малце прашања. Ми беше едно прашање дали сум имал паранормално искуство. Како прво, не знам што е тоа паранормално искуство, дали мислите на духови. Сум немал, затоа што не ни знам што е тоа. Меѓутоа, на многу места сум осетил интересна и чудна енергија. На многу места сум се осеќал убаво. И ако е тоа паранормално искуство, тогаш, да, би можел да кажам дека сум имал. Ете, така си изназборував. Јас си уживам во чајот, ќе си седам тука, се надевам дека и вие уживате во чај, во кафе, во што и да си пиете, и дека успеавме да разјасниме некои работи. Јас тука би го завршил видеото, да не биде 100 сата, и би потсетил, ете, да се претплатите на каналот, да ме поддржите, затоа што ако ја немав таа почетна поддршка, немаше да можам да го развијам каналот, затоа што многу пати зборувам за тоа, во сегашно време да се носиш рамо до рамо со сите тие јутубери, со сите тие телевизии, се потребни средства, се потребни опрема, се потребни превозно средство, се е потребно. И тоа да го добијам, ми треба поддршка од вас. Колку повеќе поддршки имам, толку повеќе ќе се развивам. Би ви се заблагодарил за поддршката што имам до сега, и доколку не ми текне нешто друго да зборувам, јас тука би го завршил видеото. Би ви посакал да си имате убав ден, убава година, убав живот. Ние се гледаме во некое мое наредно видео.